сметаме дека тоа многу ќе придонесе да се објективизира дискусијата во општеството кога разговараме за тоа колку се здрави финансиите на државата. Тоа е важно затоа што на тој начин ќе придонесеме сите да финансиите на државата се водат на еден разумен, прудентен и долгорочно одржлив начин. Зошто е тоа важно? Затоа што кога зборуваме за финансиите на државата, не зборуваме само за постојните генерации, зборуваме за идните генерации. А денеска разговаравме и за неколку конкретни прашања, разговаравме за потребата да се помогнат инвестициите на приватниот сектор, да се реализираат капиталните инвестиции на државата, да се зголеми предвидливоста на економскиот амбиент и се разбира пред да се размислува за било какви промени кај дануците, да се направат суштински, да речам длабоки напори во насока на сузбивање на сивата економија. Ние како Фискален совет во овој период ја отпочнавме неговото конституирање и во оваа фаза сме во фаза и на екипирање на стручните служби. Меѓутоа, имајќи во предвид дека во фаза е подготовка на буџетот за наредната година, ние почнавме да остваруваме средби како со академската јавност, со институциите како Народна банка на Македонија, со Министерството за финансии, со ММФ, со Светска банка, за да ги добиеме нивните впечатоци за случувањата во македонската економија, за да се проценат објективноста на предпоставките врз кои би се градел буџетот за 2024 година. Се надеваме дека екипирањето на Фискалниот совет со стручните служби би го завршиле некаде помеѓу првиот и вториот квартал наредната година. Со сите институции со кои што се сретнавме, ја имаме подршката, а она каде што доаѓаат најжешките информации се од коморите, бидејќи тие се првите компаниите што ги чувствуваат промените како во меѓународното окружување, така и дома. Треба да знаеме дека Македонија стана една од најотворените економии на Западен Балкан, со 160% надворешна трговска размена во однос на БДП, и од тој аспект све што се случува во меѓународното окружение веднаш и промптно се ефектуира тук. Се надеваме дека ќе имаме плодна соработка со сите институции, со сите економски чинители. Исто така тука сакам да нагласам дека Европската комисија и Светската банка одобрија техничка помош и во наредните период тие исто така ќе не поддржат и ќе ни помогнат да изградиме навистина ефективен фискален совет кој согласно законските одредби ќе го даде својот придонес за добробитот на Република Северна Македонија.